Во недела на 28 мај по улиците во централното градско подрачје во Кочани ќе се одржи хуманитарна трка во организација на Ротари клубот Кочани Виница. На повикот за учество во трката досега се пријавени 100 учесници, а организаторот очекува нивниот број да се удвои. Учесниците ќе трчаат на 5 и на 10 километри, а годинава ќе има и фамилиарна трка на 2,5 километри. Овде сме денес за да ги информираме граѓаните дека дел од улиците во недела на 28 мај ќе бидат затворени и затоа е потребно, ако има потреба од движење, граѓаните да го планираат своето движење соодветно. Меѓу другото, дел од улиците ќе треба да бидат исчистени и од паркираните возила, па тоа би било најдобро да се стори веќе во сабота, бидејќи во недела трката започнува во 11 часот, а до 9 веќе треба да биде се спремно. Стартот и целта на трката ќе бидат пред градскиот парк, односно на крстосницата на улица Тодосија Паунов со улица Асном и улица Кеј на Револуцијата, од каде ќе се трча на кај кружниот тек, ќе се продолжи по булевар Теодосија Паунов, каде за трката ќе се користи левиот коловоз гледано кон Виница, додека десниот коловоз ќе се користи за двосмерно одвивање на сообраќајот. Од кружниот тек ќе се трча по десната сообраќајна лента, од левиот коловоз во правец кон Виница. Пред големиот кружен тек на Оу Малина Попиванова, тркачите ќе вртат назад и ќе трчаат по десната коловозна лента према полицијата. На кружниот тек ќе продолжат лево по улица Никола Карев, потоа десно по улица Маршал Тито, кога ќе дојдат до шопинг центарот во Кочани, ќе вртат десно преку мостот, повторно по улицата Кеј на Револуцијата се до целта. Како што рековме, трката ќе се одвива во недела на 28.5 и времетраењето на привремениот режим на сообраќај ќе биде од 9 до 14 часот. Затоа апелираме до граѓаните навреме да го планираат своето движење и да ги отстранат паркираните возила од споменатите улици. Очекуваме над 200 учесници на трката. Веќе има пријавено, мислам дека веќе сме околу 200 бројка. Има исто и пригоден хепенинг во градскиот парк, затоа сме денес и овде. Значи на ова место ќе имаме, да не речеме, целодневна, полудневна забава за сите. Има организирано музички бенд, има организирано загревање за учесниците, ќе има поставено и штандови од спонзорите на трката, така да мислам дека ќе вреди да се излегне и ако не се учествува, барем да се бодрат учесниците. Општина Кочани е еден од поддржувачите на Ротари трката, која ќе биде проследена и со музичко-забавни содржини во паркот во Кочани. Ротари клубот Кочани Виница ги повикува сите љубители на трките да земат учество во преварот, а граѓаните масовно да им дадат поддршка на тркачите по кочанските улици.